Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Мој вечерашен гостин, за голема чест моја и верувам дека и војдина и за гледачите, е психологот Татјана Ристова Димова и психотерапевт. Ми дојде повторно да кажам докторке, но еве како што најавив, ми е чест што вечерва сте дел од ТВ Ординација. Добро дојдовте. Добро ве најдов и мене исто така да го споделам ова чувствување на задоволство и чест што сум вечерва гостин и што ќе бидам дел од се она што сака да го постигне како цел вашата емисија. И на почеток, да, јас сум психолог, психотерапевт. Во здравствената психологија веќе повеќе од некаде 20 на години. Поврзано со мојата матична куќа, Жан Митрев клиника, и во моментот во соработка и работа во Жан Митрев диагностика Струмица. Така. Кажавте дека сте психолог, еве веќе гледачите знаат со кого вечерва ќе се дружат. Не случајно сте вечерва овдека. Низ годините наназад во ТВ Ординација можеби сте една од многу ретките психолози и терапевти кои што биле гостин и го споделиле своето еве и вашето долгогодишно искуство во делот на здравствената заштита. И моето прво прашање, она кое што и пред да ја започнеме емисијата, беше интересно, а верувам дека и на гледачите, што прави еден психолог и еден психотерапевт во здравствената заштита, конкретно овдека во Жан Митрев. Па јас би се навратила овака, не би можела генерализирам и генерално да речам дека ќе споделам, пошто веќе во многу здравствени установи, јас сакам да верувам дека има психолози, и тоа некако веќе не дефинира после толку искуство и психотерапија, и едукации, објавени трудови, научни истражувања како здравствени психолози, и покрај тоа што во времето кога јас студирав, немаше така поделени, да речам, области на специализација во рамки на нашиот факултет, но со тек на времето, работното искуство, психотерапевските правци, присуството и бивањето наше во здравствените установи не дефинира во некој дел како здравствени психолози. Јас првен, колку и да изгледа, нели дека нешто друго би сакала да постигнам, можеби да не употребам збор да се доближам до нечи авторитет, не. Би сакала, огромно ми е и задоволство и чест да се заблагодарам на сопственикот на Жан Митрев клиника, нашиот познат доктор Жан Митрев, академик секако, затоа што во дамнешната 2002 година, веќе е дамнешна, кога ја направив првата средба со доктор Митрев, тоа беа мои некои истражувања, да речам, интернетски, зашто поинаку не можеше, соработка со Хјустон, со Колумбија Универзити, клиники кои што по светот веќе постоеја и кои што третираа кардиоваскуларни заболувања, меѓутоа во доменот на она што се вели наука за душата или онака како што нели името го добива психологијата како научна дисциплина. Направивме програма која што ја одобри доктор Митрев, односно јас направив програма во соработка со неговите искуства и заклучивме дека ни се потребни вклучување на две нивоа. Едното ниво беше за вработените и стресот кој што е огромен кај овие луѓе, заради типот на работа, тогаш се уште беше Филип II и се третираше само во домен на пациентите кои што имаат проблеми и тегоби со кардиоваскуларните заболувања и нормално операциите на срце. Да бидете доктор, да бидете дел од тој тим со пациенти секојдневно, каде што голем е прашалникот позади екзистенцијалниот најголем човечки страв, кој што се буди при операцијата на срце, која не очекува, нели, еве вака да се ставиме во една улога на пациент, значи животното прашање, ќе останам ли жив? Со ова прашање живеат и лекарите, живее и семејството, но првично го доживува и го преработува самиот пациент. Затоа мислевме дека се тие две нивоа важни. Да работиме и со вработените, да работиме и со пациентите.
Од тука почнавме со програма која што значеше во принцип психоедукација за пациентот и за семејството, во рамки на семејството, превенирање на се она што значи рековалесценција, ревитализација и реинтегрирање на човекот после тоа надвор во секојдневието, во животот, од каде и што доаѓа во болницата. Подготовка на семејството, како сето тоа да оди со поддршка и на крај самата подготвеност на пациентот за соработка како со медицинскиот персонал, исто така и за соработка со многуте технологии кои што за прв пат ќе ги сретне во рамките на една модерна болница, да речам, затоа што, не да речам туку така е во самата институција, затоа што првото заминување на пациентот не, туку последното пред влегување во операција, нели тој е пациент кој што е во секојдневието до претходно бил вклучен, кој што е подготвен во дел да прифати соработка, но и прифаќањето после тоа, дишењето со помагање, дали е тоа тубус или е веќе излезен, првата слика на семејството со пациентот постоперативно, затоа што има многу табуа, има многу стереотипи, има многу предрасуди, ама он дојде на нозе, па дај ке си отиде повторно на нозе, народски зборувам. Меѓутоа, тука се прават и најголемите одстапки од се она што значи да прифатиме дека се е тоа дел на животот и да го работиме превентивниот момент кој што сега од еден друг временски агол и друг аспект, како мое присуство во Струмица, во Жан Митрев диагностика, е најпрвин превенцијата. Значи, се она што значи подготвеност да се носиме и да превенираме со сите предизвици, сите искушенија и со целата состојба која што ќе ни ја приреди надворешната средина, условите, социоекономските, но пред се нашата спремност и подготвеност на личен план да растеме, да се развиваме и таа состојба, да речеме, сме ја надминале и ние сме подготвени да го избереме животот, да му се радуваме и да живееме во рамки на она што не загрозува. Многу луѓе, како да не го гледаат, како да не сакаат да го видат моментот дека тука мора ние да бидеме проактивни во целиот тој процес. Затоа што тоа се подразбира и во со лекарите, нели, понатаму соработката, апелирањето да се користи редовно терапијата, да се почитуваат сите оние ограничувања во почетокот, почнувајќи од исхрана, од земање течности, од редовни контроли и следење, се е тоа во функција на една превенција на не примерно, туку секундарно ниво веќе, затоа што се постапувало, направено интервентното и се она што значи не семејството после тоа да вели не ти си опериран, не можеш. Туку ајде да пробаме заеднички. Така е полесно. Тука е нашиот дел како психолози, ми се чини од големо значење, од поддршката кон пациентите, од нивна едукација и од она што светската наука го веќе потврдила многу пати дека коморбидитетите или она што е присутно за да не разбере јавноста, кај сите кардиоваскуларни пациенти се покажува дека е анксиозната состојба и депресивното расположение. Тука и те како психолошки служби, можеме да дадеме во однос на психоедукацијата, психотерапијата, кон семејствата и кон пациентите. Особено во делот кај што има деца. Затоа што и децата се присутни во едно семејство кога се зборува со стравовите, ако имаме, треба да го имаме секогаш увидот. Ако имаме едно мало дете, до 4 годишна возраст, неговото емотивно искуство, тоа не може да го вербализира. Затоа се тука службите да подпомагаат не само за, сега веќе не зборувам само за пациенти со кардиоваскуларни проблеми, туку воопшто, кон било кој проблем кога се оди, да се третира едно поцеловито ткиво кое што значи капацитет здрав и кон кое што треба да придонесуваме да се развива и да се негува
со тоа што секако дека тоа е дел од нашето секојдневно обкружување и дека сите тие луѓе се дели од нашиот живот. И не е тоа страшно. Значи, секогаш кога ќе се реши еден здравствен проблем, ние треба да овака и јавноста ја запознаваме дека тоа е надмината состојба и дека понатаму не зборуваме за болест, туку зборуваме за состојба. А она што останува на психолозите да работат, да негуваат, да ги затвараат процесите и да продолжуваат понатаму со она што значи капацитет, личен раст, развој на семејно ниво и сето тоа кога ќе го овака гледаме од еден друг аспект, ќе видиме дека е здравото ткиво во секој општество, во секој систем. Тоа е всушност и нашата задача како професионалци. Така, низ годините, сакам да се надоврзам тука, низ годините наназад психолозите, па дури еве и во денешницава, некако луѓето по тенката линија како да сакаат да ги избегнат психолозите, затоа што не ја разликуваат и не ја прават точната разлика помеѓу психолозите и психијатрите. Кога станува збор за еден психолог во клиника, како што сте вие еве конкретно, се чувствува ли отпорот на пациентите кога треба да почне да разговара со еден психолог? Дали, како тој го доживува моментот, првиот контакт со психологот? Оние пациенти кои што доаѓаат кај нас се веќе пациенти кои што избрали и прифатиле. Тоа е сепак нели желба, прифаќање и потреба на самиот пациент. Ние не се наметнуваме да они по секоја цена дојдат и бидат со нас на некаква сеанса. Меѓутоа, психоедукацијата значи обука на пациентот за себе и за се она што го очекува во клиничките услови. Другите пациенти кои што доаѓаат се исто така веќе подготвени затоа што закажале, побарале помош. Она што јас повеќе го забележувам во секојдневието е дека има пациенти каде што органицитетот е исклучен, сепак е тука диагностика врз основа на многу медицински исследувања, на многу детална диагностика која што ја поседува оваа установа и по препорака, кога ќе им се каже не избираат сите, како да се уште постои таа мистификација или чувство на стигматизација, пренесувајќи се низ годините со погрешни пораки или неинформираност на одредени луѓе. Разликата помеѓу психијатријата и психологијата е секако многу голема. Таа е една, ова е друга наука. Психијатријата си го има своето место во медицинскиот дел. Ние го имаме малку повеќе во овој превентивниот дел. И покрај тоа што не мислам дека психијатрите не учествуваат во превенција. И те како се значаен дел. Но би сакала уште еднаш, ми се чини на некој од кога бев гостин во оваа ваша телевизија и го споменав, не постои наука која што е универзално умна до таму за да напише инстант решение да ги реши сите проблеми во човештвото и во една микроклетка која што се дефинира како човек и сите луѓе ќе бидат среќни. Мислам дека дел од луѓето кои што не сакаат да се обратат за помош, точно се должи на многу погрешни пораки. Тоа е дел од нашиот култ, веројатно. Треба да се размислува на едно поопсежно од тој тип, од тој вид на истражување, кое што укажува, ајде сега ние ќе гледаме позитивно. Па добро, позитивната страна секако си ја има својата позитивна мок и своето влијание, но ние не можеме да бидеме во бегство од себе во континуитет, ако имаме дразби кои што ни будат тага, а ние сме со желба да ја копираме, да ја покриеме и да бидеме среќни. Кои сме всушност ние? Тука е делот на психотерапијата која што работат психолозите кои што се обучени за одредени психотерапевски правци, да имаат размена со оној кој што е, ние велиме повеќе психолозите клиент, психијатрите повеќе пациент, затоа што во доменот на психијатријата останува и медикаментозното и психотерапиското
делување врз пациентот доколку психијатарот е за тоа обучен и доколку има време и доколку го сака тоа. А кај нас во психологијата останува мерењето со оние батерии тестови кои што се применливи во рамки на нашата област, психотерапевската поддршка и психоедукацијата како еден многу важен дел кој што не обврзува и задолжува не само како психолози, како луѓе, како родители, како чинители во една средина за која што ќе се сложите со мене, сите сакаме да кажеме дека сакаме да ја направиме што поквалитетна за да го добиеме и поквалитетниот начин на живот. Од тука и моето залагање за вклучување во сега веќе, после 36-7 години работно искуство, најмногу во превенцијата. Ке се сложите со мене дека брзиот технолошки развој, интернет страниците, разноразни социјални мрежи дозволуваат и на многу мали возрасти децата да имаат многу поинакви наместо реални слики за одреден начин во кој што ќе ги однесе животот на нивниот животен пат. Јас сакам и тука родителите малку повеќе да ги повикам. Сајбер насилството постои. И покрај тоа што ние велиме стоп за насилството по сите основи, и покрај тоа што со законот е само пишан збор, душата на тој закон и имплементирањето во систем. Треба да првично, примарно се обрне внимание во семејството и тука психоедукацијата и како си го има своето место. Дете на одредена возраст во развојните фази не може да препознае, не може да вербализира, се уште не е свесно каде е со својот развој, но и како има капацитет, ако се работи со него на личен раст и развој, да знае да се одбрани од се она што може да го загрози неговиот живот. И од тука што имаме? Имаме појава, вели, ама знаете што, моето дете не може да спие, има некако нарушен сон. Јас велам, анксиозност? Не, он нема психички проблем. Па тоа не е страшен психички проблем кој што е нерешлив. Ако ние на детето му презентираме една таква слика, тоа ќе го прати, ќе го следи, ако не го изработи во неговиот личен развој до крајот на животот. Не е страшно да си има проблем. Зар постои човек кој што во животот немал проблем? Но, исто така е човечки, родителски, професионално да со тие проблеми се справуваме, да ги надминуваме, да ги решаваме и да продолжиме со целиот капацитет здрав понатаму во животот. Ја спомнавте анксиозноста. Некаде високо котира кога станува збор за како причини кои што младата популација, па дури и повозрастните веќе во некоја средна возрастна граница бараат помош и поддршка од психолозите. Што е она кое што е надврзува низата на анксиозноста и ги носи луѓето до терапевтите? Па јас се надевам дека научно веќе е објаснето дека целиот човечки организам е едно совршенство, кое што пулсира, но не само во рамки на неговата физиологија, туку и во рамки на една помала средина, која што се вика семејство или старателство или кој каде нели се нашол од стартот па понатаму на градењето на животот и една поширока средина. Дел сме од едно многу брзо темпо на развој на животот. Невротрансмитерите колку се оставаат да со еден квалитетен сон се одморат, ако гледаме дека секое дете уште од 2 години држи мобилен телефон во рака, се следи, мора да бидеме во тек со сите настани, ако сакаме да сме во тек и со животот, нели? Но колку останува прашањето за сите нас? Сите сме различни, сите имаме различни капацитети, различни можности,
различни афинитети, различни амбиции. Ако на тоа се додаде еден развој, еве да земеме пример едно дете, во семејство и се почнува од мал што очекуваат родителите од него, се поставуваат максимални очекувања. Детето ќе прави се за да биде прифатено. Впрочем, сите ние знаеме, науката докажува, сите ние сме со таа идеја, прво и основно да бидеме прифатени од тие што ни се најблиски, па на крај до успешни професионалци, докажани позитивни луѓе во општеството, во средината и така натаму. Ако на тоа се додаде се она што ќе значи одговорност, па се она што значи запишување на една школа, на друга школа, на трета школа, па се додаде дека обично во денешно време малку кој може да се пофали од родителите, дека доаѓаат одморени дома. Трчајки по заработки, по цела онаа брзина која што ја носи животот, јас би прашала вака. Ајде секој од родителите, нека се запраша сам. Колку активно партиципира во животот на детето во текот на еден ден. Заморот си го прави своето. Не дека тоа е вина на родителот, туку со цела свесност малку да се обрне внимание околу таа размена, честопати децата, гледајки, чувствуваат дури и вина, знаете, во предоперационалните нивоа на развој, кога нема големо животно искуство, родителите, ако се расправаат на повисок тон, детето се чувствува виновно дека оно е виновно заради таа расправа. Сите тие оттуѓувања, наши, семени, човек од човек, другарство, пријателства, значат и губење на се она што значи во подсистемите, наши системи на поддршка. И се добива едно такво темпо во кое што малку ги изместуваме, веројатно новите вредности се малку поинакви од да се гледа само тој момент на човештвото, но сето тоа не оддалечува и од нашата суштина. Од она што значи есенцијалност. Не може да биде нешто друго кај човекот, освен човечкото. Затоа мислам дека сите тие фактори, моделите, кој е идол, кој е модел, трчањето кон брза заработка, инстант решенија, ваква гардероба да носам од таа марка, таква кола да возам, онаков мотор. Мене ми беше многу негативно искуство. Јас не се сеќавам точно на каков состанок бев, меѓутоа бев на некој од големите здруженија пред можда има 7-8 години, кога се кажа дека во Македонија многу повеќе луѓе го изгубиле животот од млади луѓе, од сообраќајки со возење на моторцикли, отколку од некој дел кој што бил опфатен во дел на одредена епидемија. Тоа е страшен податок. Значи сите ние, ако активно партиципираме во една свесност, кој сме ние, што сакаме, кој е нашиот избор, честопати се прават многу одстапки во сервирањето на една пропаганда, тоа е право на детето. Детето има право, има конвенција подпишана, ратификувана, но детето исто така има и одговорност. Наша задача како родители, како медицински работници, не е да го направиме детето пасивен посматрач на животот, туку активен партиципиент, кој што ќе знае дека користењето на наркотици и одредени наркотични средства ќе го однесат во некои правци кои што ќе го дефинираат во одреден временски период како зависник. Детето мора да знае дека користењето на секојдневно конзумирање на алкохол доведува до состојба на алкохолизам. Што тоа значи здравствено? Што значи да не знае да се заштити и што значи да се изложи на секојдневен ризик? И ако е наша цел да тоа го постигнеме превентивно, тогаш како не ни е цел да сами себе се заштитиме? Тоа е дел и на возрастните кон децата. Од тука сметам дека таа брзина, тоа посакување да бидам некој кој што не сум,
води и текако до висок степен на анксиозност. Секако дека медицината исто така докажува дека уште во фаза на предраѓањето, предносењето на свет, еден фетус, еден ембрион, еден овум и текако ги доживува сите дразби интраутерино кои што ги доживува и мајката. Ако се земе сето тоа во предвид, малку ми се чини дека ќе ја зголемиме свесноста кон се она што значи јас сум, јас се прифаќам таква каква што сум. Не можам да возам, не знам, некаква кола, некаков автомобил, но што можам да направам? Затоа што помеѓу она сум бидам, големата разлика значи губење на границите, губење на личниот идентитет. Ние мора да доближиме што е она што сакам, што можам и што е она што сум навистина јас, за да би ги определиле приоритетите и што е важно за нас, кон каде целиме. Ако си се прифаќаме и со добрите и со негативните работи кои што секој човек ги носи во себе и се градиме со свесност, негувајќи ги здравите капацитети, јас верувам дека анксиозноста би била многу пониска. Не зборувам за акутни стресови, кои што одредени дразби по природа, стресот е на многу високо ниво присутен денеска, не само кај нас, не во Македонија, општо во светски рамки, и се докажува дека болестите во актуелниот момент се всушност последица на тој стрес. Но, како што постојат стресори надворешни и внатрешни, така постојат и капацитети на поддршка кои што можат тоа да го изгладат и да го донесат повторно организмот во баланс. И по проценка на психијатарот ќе се даде одредената медицинска терапија со меѓусебна соработка, меѓусебно споделување. Психологот ќе го одработи тераписки тој дел и сметам дека со вклучување на семејството, на сите фактори, ќе добиеме она што значи од една анксиозна состојба да повторно го вратиме тој човек во еден дел кој што во времето кога треба да има квалитетен сон и да се одмори, нема веќе да вели јас имам инсомнија или не сум анксиозен, туку ќе вели да, јас во одреден временски период преживеав одреден стрес или не знам што и да е причината за сето тоа. Некогаш може да биде губиток, некогаш може да биде состојба на болест во семејството, некогаш стресорот кој што за еден човек од надвор би значил цела среќа, ако некој човек е несреќен на своето работно место и веќе е подготвен да си оди од работата, за човек кој што му е основна екзистенција платата на работното место, еден ист стресор ќе биде со многу различни последици, но секако ќе има кортизол и во едниот и во другиот случај. Тоа е тој хормон на стрес кој што не исфрла од нашата хомеостаза, кој што прави дисбаланс на целиот метаболен систем, па велиме, аха, нешто се чувствувам малку поинаку, имам тахикардија, можда е тироидната жлезда, значи, таа не е за џабе штитна наречена. Метаболизмот или повишен крвен притисок во состојба кога никаква органицитетна поврзаност нема. Значи, нема болест, но има симптом. Тогаш и текако здравствените психолози треба да си ја реализираат својата поддршка, својата работа, своето психоедукативно искуство и да го имплементираат со цел капацитет кон поддршка на пациентот за да се надмине состојба болест и да се продолжи и понатаму со успешноста во сите полиња, на личен, на професионален и на социјален план. Тука секако ќе спомнам дека пациентите кои што се сретнуваат и нивните семејства со состојби на болест кон кои што немаме така добра прогноза, да речеме, во иднина, тој човек заслужува да биде подготвен.
тој човек заслужува да знае, да се справи со она што му не да му се предвидува, туку му стои на располагање како здрав ресурс во момент кога му е најтешко. Ние велиме нема добри и лоши страни или болести или состојби, туку има професионалци кои што успешно ќе си ја обават својата дејност и има професионалци кои што едноставно веројатно не им е предизвик да го работат тоа што го избрале или што е нивни повик во тој момент. Така, ги спомнавме децата, ги спомнуваме и родителите како едни од клучните фактори кога станува збор за раст и развој, правилен раст и развој. Сигурно ќе се согласите дека денешното родителство води кон поинакво детство, кон поинаков раст и развој на генерациите кои што излегуваат и ќе следуваат понатаму во животот, за разлика од пред едно 20 на години, па и да не зборувам и за повозрастните. Што е она кое што новите родителства водат кон генерации поразлични од оние кои што до пред некоја година постоеа и кои што генерацијски се содрубаат, не се прифаќаат. Разликите кои што се создаваат во новите личности на иднината. Разликите постојат, судрувањата постоеле и ќе постојат, постоеле разликите генерацијски и ќе постојат и така треба да биде. Ние мораме во животот да бидеме што поподготвени за да ги прифаќаме и промените, да научиме, да не судиме и да не ги третираме децата како нешто што е празно, па треба ние да го подготвиме. Не. Детето е личност од самото доаѓање во свет. На свет. Така, нели? Така. Се кажува. Од самото доаѓање на свет, родителот се грижи за собственото дете. Така барем, нели, велиме одговорно родителство. Но и предходно. Јас зборувам колку е потребно еден мал брачен, еден млад, не мал туку, млад се извинувам, брачен пар да биде подготвен или и да не е брачен, нека е партнерски однос, кој што се подготвува да создава и у неформална брачна заедница своја иднина. Тие треба да бидат подготвени. Баш точно така како што го спомнавте, прифаќањето е еден од најголемите и најсложените процеси во се она што значи не конфронтација, не компромис. Јас честопати знам да упаднам понекогаш во збор, во нечии дискусии, особено кога работам со клиенти и со пациенти, кога ќе го слушнам зборот, па истрпи. Животот не е за да трпиме. Значи, кога ќе ги прифатиме на ниво на вистинско свесно прифаќање разликите, ние ги немаме очекувањата дека другиот треба да биде модел кој што ние го имаме во главата. Не. Секој човек си е личност, така и децата. Мајката доаѓа и вели, бре, јас ги родив, ама двете се различни. Па да, нормално. Двете имаат различни физиологии, различни системи. И тоа го прави индивидуалното кај секоја личност. Треба и тоа истовремено да се негува. Значи, животните вештини не може да не сведат само таткото заработува, не. Па што ако заработува? Тоа не го прави него родител? Или му ги одзема одговорностите? Не. Тие остануваат многу треба и понатаму исти. Значи, грижата за децата и она што ги води напред во животот. Не само грижата како родител, туку безусловната и безрезервната љубов ги чува да станат возрастни. Не без причина големиот Фројд го кажал, детето е татко на човекот. Кажал многу. Ако го земиме трансакцијскиот модел, имаме неколку, нели? Возрасен, родител, дете. Во возрастниот е возрастниот. Во родителот е негователски критички.
Во детето е спонтано, бунтовно, адаптирано дете. Ама сето тоа ние го имаме секојдневно. Еднаше едната его состојба повеќе, еднаше другата, како возрастни го имаме. Децата треба да го научат. И ако имате ви едно семејство, јас морам да се извинам за мојот рапав глас, и сега ќе се напијам, ќе ми дозволите да се напијам вода. Секако, секако. Негувањето на возрастниот во едно семејство значи давање благослов од родителите детето да биде возрастно. Одлуките да ги носи, како адолесцент, како од пубертет, па и од раѓањето детето кога е бебе во првата фаза на развој, на постнаталниот период, тоа не знае да побара, тоа плаче кога ќе има потреба. Така. Зошто само така знае да побара. Ако биде слушнато и на време задоволено во неговите потреби, тоа нема да биде фрустрирано. Така е и со повозрастната школска возраст, особено пубертетската и адолесценцијата, кога почнуваат веќе таа паѓа, нели, календарската возраст, се смалува, кога веќе тие влегуваат во отворена конфронтација со авторитетите на родителите, барајќи го сопствениот авторитет. И тука ние треба да го помогнеме тој процес со недавањето благослов, некој да биде возрасен. Доста ти не знаеш дете си, додека јас те чувам, ајде малку сега да парафразирам и малку драмски елемент да додадам, јас одлучувам за тебе. Тоа време одамна поминало и завршило. И сега сме во едно ново, многу со брзо темпо време. Зар не ни е задоволство како родители да седнеме и да изслушаме, без да судиме на новите видувања на децата? Кои се нивните потреби? Што е она што нив ги позиционира на место во општеството, во системот на врсници? Затоа што па социализацијата со своите лепези на се она што носи во класифицирањето, носи еден момент кога во одреден временски период, веќе пред пубертетски, агент на социализацијата, кој што е примарен во тој временски период за едно дете, стануваат врсниците. Веќе се напушта влијанието на мама и тато што ќе кажат. Ако си има сето тоа во предвид, имаме еден отворен процес на размислување, гледаме колку целиот тој процес на промени е сложен. И дека не е така едноставно да бидеме родители. Од тука велиме, во превенцијата, уште кога ќе решат партнерите, да се вратам на почеток, да дојдат, да побараат не помош, туку како во тој процес да бидат запознати. Што тоа значи? Партнерскиот однос значи откажување од многу работи, прифаќање на нови одговорности, да не зборувам па кога доаѓа и новиот член на семејството. Значи прифаќање од многу луѓе, не само од родителите. Не, па добро имаме кој да го чува детето. Кој? Чувањето на детето е одговорност на мама и тато. Затоа велиме и те како многу интересни теми, не да они меѓу себе тој беше на психолог, не. Некако потреба од казна едно време беше во училиште, кога ќе речеа оди кај психологот. Зошто психолозите во одредени училишта прифаќале замена на час по одреден предмет? Мое не е јас да предавам математика и да имам замена, или македонски, или сите оние предмети што се учат. Имам психолошки теми. Зашто се родителските средби? Информирањето, психоедукацијата, не само во здравство, мора да биде дел, да си го најде своето место и во образование, и во предшколските институции, установи, како и да е, па и тие деца кои што се чувани од одредени трети личности. Значи, сето тоа, кога во еден систем ќе се сплоти, ќе ни биде и нас на возрастните
полесно да го прифаќаме новото темпо, полесно да се снаоѓаме и да ги препознаваме потребите на сегашните генерации и да немаме толку големи разлики. Но, она што останува дискутабилно и е наша обврска како возрастни, како родители, како припадници во едно општество во еден одреден временски период, сметам дека останува. За тоа многу говори Фром, многу говори Јунг. Како колективна свест зборува Јунг. Фром зборува скоро во сите своји дела значењето на моралниот интегритет, значењето на вредностниот систем и градењето на ставовите. Мотивационото, пирамидата на Маслов. Значи, ние не можеме да зборуваме дека едно дете кое што е талентирано, има креативен развој и tekako мисловен, може да размислува на креативност и иновација ако е гладно. Невозможно е. Едноставно така функционира светот. Така. Вака Се надевам дека малку од малку така, дадов апсолутно. некакво Така, објаснување. Јас еве сега отворено ве поканувам, а секако дека поканата ќе стигне секако и до раководството на диагностички центар Жан Митрев во Струмица, отворено ве поканувам да направиме една серија на емисии кои што ќе бидат едукативни и она кое што пред почетокот на емисијата го спомнавме за подигање на свеста. Јас не би кажала подигање на свеста затоа што некако во мојата глава никош не сум го сакала подигањето на свеста, некако Го сметам имаме, дадено ни е. Да, ние сме сите свесни, Да. но колку тоа го прифаќаме. Колку ни е фокус тоа. Така. И затоа не го сакам тој збор. Да. Еве и лично ќе си дозволам нели да Да. искоментирам. А така е многу употребуван, ама Така, значи колку да ги имплементиран. едуцираме луѓето. Да, психоедукацијата затоа да ги да почнат да ги префаќаат психолозите дека навистина ние не сме лечители кои што ќе те направат поразличен во општеството, дека околината нема да прифати затоа што си го посетил психологот, си побарал помош и поддршка. Еве јас едно прашање до цела јавност. Секако драго ми е и многу ви благодарам за отворената покана. Јас се надевам дека нормално позитивен Апсолутно. исход ќе има Да, на и јас се моето надевам. барање за тоа. Се случуваат губитоци. Повторно ќе се вратам во семени динамики, во семени системи од каде што сите потекнуваме. Дали е семејство, старател, не е ни важно. Ако едно дете кое што е со многу позитивни искуства, со многу емоции, врзано за баба или дедо, и се случува напрасна смрт, губиток на тој член на семејството, тоа дете ќе се повлече. Ако не знае емотивно да се изрази, ако не бидат емоциите препознати од неговите родители, ние имаме и култно многу погрешни поддржувачки пароли, да не ги речам пораки. Стисни заби, ти си маш. А машките не чувствуваат. Па кога боли, боли и маш и жена. И дете, и како и да е, секој човек емотивно боли. Едно време имаше дискриминација, па тој е стар човек. А што тој не чувствува болка? Јас не знам од каде се тие корени на таквите стереотипи. Многу важно во светски рамки е да се дискутира колку за интелектот општо како капацитет, уште поважно и гениалец да е, ако е емоционално неизградена личност. Тој нема да биде ниту користен, ниту ќе го даде својот максимум во еден систем. Што значи да сме емоционално писмени? Да знаеме што чувствуваме. Ви имате многу луѓе, присутни и како возрастни, кои ќе ги прашате, а како се чувствуваш во врска со тоа? Не знаат одговор. И да се вратам на детето со губитокот. Ако таа празнина не биде препозната и одработена, уште и тука имате нашите отворени системи на дружби се уште, кои што постојат во одредени средини, па имате присутна комшивка, тетка, стрина, нели, тоа е добра поддршка, ама правилна. Ајде па ти што сега, умрел,
или заминал, или кога има развод, или каков и да е стресен настан, вие ќе имате повлеченост. Па може детето да почне да прави тикови, може да се пројави со мокрење нурезите ноктурна диурна, може да почне да гриза ногти, може разноразни состојби во кои што ќе го вовлече тоа непрепознавање на неговата емоција. Така. Особено децата кои што не можат да го извербализираат. Не знаат да го вербализираат, мали се. До 4 годишна возраст се уште немаме поимање смрт живот. Така. Па ако влезете во една градинка да така одоколу фино се одработи една тема, децата различно поимаат. Дел вика да, он ќе се врати како бебе. Дел вика да, он замина и сега е на небото како звезда. Дел викаат, значи, секој си ја кажува сопствената приказна врз основа на се она што култно го добило како информација и врз основа на она што срединскиот фактор влиел врз него или врз нејзе. Дел ќе остане воздржан. Затоа што не знае како да се произнесе. Особено ако се работи на возраст кога детето нема право да ги покаже своите емоции. Оти не секаде е поддржано. Покажувањето и препознавањето, особено на емоциите кои што ние велиме со негативен префикс. Па нема негативни и позитивни. Има емоции секако, но треба да се трудиме позитивно да ги прифаќаме и негативно доживеаните во одреден временски период, работата на психотерапијата. Да го затвориме тој процес, да го испразниме тоа емотивно искуство, за да не ни остануваат трајни белези. Велиме, преточено психологијата во здравствениот систем од тој аспект подобро превенција и лечење, отколку да се ампутира еден дел кој што е сериозно и отворено даден на сите дразби, на сите можности кои што може да направат инфекција, изложен на ризикот. Зошто секоја инфекција носи, нели, зараза и тоа мора понатаму да се тргне. Па да не биде тоа, да бидеме во што поздрав систем, да ги искористиме сите наши потенцијали и да се прифаќаме со се она што го носиме Апсолутно. како капацитет. Јас сум ви бескрајно благодарна што еве издвоивте од вашето драгоцено време и бевте дел од емисијата, а отворената покана останува и понатаму и секако ќе ја проследиме до луѓето кои што се одговорни. Ми беше огромна чест најпрво што одблиску и јас вам ве запознав, но и се надевам на понатамошната соработка. Ми беше чест и задоволство, ви благодарам и вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што одвоивте време и бевте заедно и оваа среда со ТВ Ординација. Се гледаме наредната среда со нови гости и нова тема. До тогаш, до гледање.